Темата на која што ќе разговараме наредниве 40 на минути со соговорници во студиото 5 на Македонската телевизија, но и преку линковски вклучувања ја најавивме уште на самиот почеток на Македонија наутро. Облека, апарати за домаќинство, храна, книги, парфеми. Во периодот од јануари до септември 2023 вкупната вредност на онлайн трансакциите реализирани во земјава и странство од домашни и странски картички изнесува 29,9 милиони денари, што представува порас од 18,2% во однос на истиот период изминатава година. Што најмногу се купувало и од друга страна, како да се заштитиме во онлайн просторот. Тема на која што разговараме со Виктор Стојковски од Асоциацијата за и-трговија на Македонија. Добро утро, Виктор, и добре ни дојдовте. Добро утро, поздрав до вас, поздрав до гледачите на Македонска телевизија. Споменав 18, како му дојде 18,2% имаме порас на и-трговијата. Оно што ме интересира, зашто најмногу трошале пари нашите граѓани, што најмногу се купувало изминатава година? Вака 18,2% има пораст, но вредноста е 29,9 милиарди, не милиони денари. Така да вредноста е доста поголема. Тоа е сериозна сума. Да. Во однос на што највеќе, тоа што го покажуваат податоците дека продолжува трендот на најзастапена категорија облека, обувки и модни додатоци, потоа е козметика и производи за убавина, здравје и нега. Доаѓа и спортска опрема, дом, мебел и градина, така да тие се категориите кои што преовладуваат, па се и храна и пијалоци секако. Од домашни или странски продавници, каде повеќе се? Од тие 29,9 милиарди евра, поголемиот дел за среќа се од домашни продавници, односно 68% се од домашни продавници, што значи дека 20,7 милиарди денари се кон македонските е-трговци, додека 9,2 милиарди денари се кон странските е-трговци. Ова е добар податок, ради тоа што и вредноста, доколку ја споредуваме од 20,7 милиарди денари кон македонските трговци што ја споменав, е во константен двоцифрен пораст низ годините наназад. Така, оваа година вредноста кон македонските трговци, односно во периодот од првите 9 месеци од 2023 година, кога е предмет на анализа во овој период, вредноста кон македонските, односно домашните трговци е порасната за 13,2%. Коригирајте ме ако грешам, но мислам дека пандемијата беше еден од начините кога граѓаните бара опција како да си го улеснат животот, не можејќи да излезат од дома, па тука некаде почнаа да растат тие бројки. Така, е-трговијата расте константно. Ние следиме од 2016 навака, од која сме впрочем основани, расте константно е-трговијата, но тоа што генерално се случува и тоа што доаѓа во периодот на COVID беше некој природен дополнителен забрзан раст, кој за среќа продолжи да расте и по завршување на таа COVID пандемија. Годинава статистички се забележува пораст и на новоотворените интернет продажни места. 117 ги имаме. Какви бизниси се отворија? Така, како асоциација и согласно податоците кои што ги реализираме, ние немаме податок какви се овие бизниси, но тоа што ние го направивме заедно со поможна проект на USAID за активност за јакнење на деловниот екосистем, реализиран од стратешки консалтинг за стратешки развој, и со помош на 5 банки кои што нудат е-трговија во нашата држава, креиравме единствен регистар на е-трговци, кој што е достапен за сите граѓани бесплатно, каде што може да ги видат е-продавниците кои се застапени во која категорија најмногу ги има. Па така, согласно тие податоци, односно согласно регистарот кој ние го поседуваме како асоциација за е-трговија, најзастапена е токму и најпродаваната, односно облека, обувки и модни додатоци е најчеста продавница во регистарот. Веднаш потоа доаѓаат и продавници со производи за здравје, за нега, за убавина и така натака, производи за дом, мебел и градина, за спортска опрема, за храна и пијалоци, за сервиси за брза испорака на храна и така натака. Сигурноста при онлайн пазарињето е нешто за што исто така сакам да продискутираме, бидејќи секако носи своји ризици, граѓаните се свесни, голем дел од нив ги почувствували на своја кожа. Колку од трговците кои работат онлайн ги злоупотребуваат своите купувачи? Имате ли такви информации, пристигнуваат до вас? Па вака, прво ризици, кога станува збор за ризици во онлайн трговијата, не би се сложил дека постојат ризици, туку постои неинформираност. Односно,
неинформираноста на купувачите, на граѓаните доаѓа до некаков потенцијален ризик и притоа тоа не е од оние трговци кои што се регистрирани, кои што постојат во регистарот на трговци, кои што регуларно ја обавуваат дејноста, туку најчесто се од некои Facebook продавачи или препродавачи. До нас поплаки кои што стигнуваат, до сега сите поплаки се од Facebook продавачи. Затоа викам дека ризиците не постојат, туку постои неинформираност. Како да дознаат дека е регистриран трговец? Тоа може лесно да го дознаат да го проверат на нашиот регистар, но јас секогаш и секаде буквално даваме апел дека купувачите кога купуваат, потребно е да знаат прво од кого, но и што купуваат. Две фактички состојби кои што треба да се анализираат секогаш. Тоа ние го правиме и кога купуваме физички производи, знаеме од кого купуваме. Одиме во продавница и знаеме дека ние купуваме од таа продавница која се наоѓа на тоа место, е во сопственост на тој и тој правен субјект и така натака. Истото треба да го направиме и онлайн. Прво, да знаеме кој стои позади таа продавница, да видиме дали има контакт податоци, каде е адресата на продавницата, дали постои правен субјект кој управува со таа продавница или не. Кога ќе знаеме од каде купуваме, треба да се информираме и што купуваме. Дали тој производ е квалитетен, дали можеби некој наш пријател го користел тој производ. Да прашаме дали е добар, дали ќе ни го препорачате овој производ или не. Често, можеби голем дел од граѓаните сега ќе се препознаат ради подобра цена, брза атрактивна цена која што ќе се појави најчесто на социјалните медиуми, која што и често е нереална, можеби да биде и пониска од тоа што е реалната пазарна вредност на одреден производ, граѓаните знаат да купат нешто онлайн, односно да нарачаат од Facebook, ќе се поправам, не да купат, и после тоа да се пожалат дека не е тоа што го нарачале, односно добиле производ кој што не го очекувале. Ова се случува само од неинформираност. Односно се случува кога не знаеме од каде купуваме, не знаеме што купуваме и тогаш во таа ситуација најчесто немате опција, односно не знаете ни каде да се пожалите. Зошто е тоа така? Ради тоа што не знаеме од каде купуваме. Не е доволно да се пожалиме, јас купив од Facebook. Кој е Facebook? Што е Facebook? Facebook не е купување. Facebook е правење на нарачки. И тука мислам дека треба да се направи одредена дистинкција каде што ќе се каже дека купувањето на Facebook не е трговија и затоа ги охрабруваме граѓаните да купуваат од регистрираните трговци, односно од оние каде што ќе знаат кој стои позади нив. Доколку се појави злоупотреба, да речеме, од регистрирани трговец, како може да ги заштитат граѓаните своите права? Каде треба да пријават? Прво, кога ќе се појави од некој регистриран трговец одредена потреба од поплака, граѓанинот потребно е да се обрати до трговецот. Трговецот кој што е регистриран, кој што редовно ја обавува дејност, кој што се на светот му е трговијата и креирањето позитивни навики на неговите купувачи, со сигурност ќе замени робата, односно ќе го врати производот за да има задоволен корисник. Проблемот се појавува кога се купува од нерегистрирани трговци, бидејќи тие нерегистрирани трговци најчесто на некој тип можеби измамници знаат да направат негативна слика во трговијата, која што впрочем и не е трговија. Затоа ги охрабруваме да купуваат од регистрираните. Нивните права се во рок од 14 дена да може да направат поврат на производот и токму затоа ги мотивираме да купуваат од регистрираните. Бидејќи само така, кога ќе знае кој е правниот субјект позади таа продавница каде што купува, ќе може да се пожали, а сигурен сум дека регистрираниот трговец ќе му ги задоволи неговите права. За да ги поттикнете и мотивирате регистрираните трговци да бидат се подобри, секоја година ги доделувате наградите за најдобрите. Во колку категории ќе ги имаме годинава? Кога ќе биде доделувањето на наградите? Така е, оваа година го организираме e-commerce awards трета година поред. Една од препораките за раст и развој на трговијата беше токму и манифестацијата и целиот процес на избор на најдобрите во македонската трговија. Оваа година избираме најдобри во македонската трговија во 24 категории. Целта на овој настан не е само да ги поттикне, охрабри најдобрите, туку пред се да ги награди, да препознае нивната напорна работа во текот на изминатата година, ради тоа што тие трговци ја креираат правата слика за трговијата, креираат позитивни навики кај купувачите и само со таква сила, односно со позитивни навики и трговци кои искрено и честно работат, ние можеме да ја движиме трговијата напред и да одиме со граѓаните да се почесто и почесто ја практикуваат и купуваат. Се
унапредуваат ли својата работа и трговците? Мотивирани ли се да го прават тоа? Ја унапредуваат и мора да продолжат да ја унапредуваат. Зошто? Ради тоа што тој што не следи трендови, тој што не се прилагодува на пазарот, тој што не иновира и не напредува, едноставно конкуренцијата може да го сништи, односно изеди. Токму затоа трговците се повеќе и повеќе ја унапредуваат нивната работа, веруваат во нивните купувачи, ги приоритизираат нивните желби, ради тоа што задоволен купувач носи нов купувач, а незадоволен купувач не носи веќе ништо. Така да трговците се повеќе и повеќе напредуваат и бизнис процеси, иновираат, а тоа е задолжително, бидејќи знаеме дека трендовите се секогаш во тек, мора да се следат, да се иновира, да се следи. Моментално сме во фаза каде што вештачката интелигенција навлага во секоја пора од општеството и затоа трговците мора да продолжат. Го споменавте во текот на разговорот клучниот момент, едукацијата. Тоа е и целта на денешниот разговор и се разбира во текот на целата година ќе зборуваме на оваа тема, бидејќи тука сме за нашите граѓани. Благодарам, Виктор, за гостувањето во утринската програма. Може ли заедно да видиме каква е состојбата во Битола? Треба да го имаме колегата Стефча Митревски на линк во моментов. Стефча, податоците се од Битола дека од почетокот на пандемијата граѓаните барајќи начин како да си го олеснат животот, почнуваат да купуваат онлайн и интернет продажбата драстично расте.